Дали сте слушнале за прилепските мечкари? Карневалот во Прилеп е долгогодишна народна традиција низ прилепските улици, со традиционална маска која е заштитен знак за Прилеп, мечкарската. Мечкарските маски се направени од пресни кожи, суратите се од црна чоја, вепарски заби, а се користат и препарирани животни. По завршувањето на карневалот, прилепчани треба да им платат на мечкарите за да си го откупат својот живот, а касапите пак следниот ден се собираат заедно на касапски посен граф, за, како што велат народните обичаи, да се измиеле од гревовите што ги правеле за прочка. Во османлискиот период калињата имале голема важност. Затоа Евлија Челебија со описот на Скопското кале привлекува внимание со податоците кои ги изнесува. Изградено е на два ката, така што представува убав и безбеден град, чиишто жители се отворени и речиси достојни за почит. Скопската тврдина е изградена од блескав камен, така што незините врати и зидини се како добро избричени градби. Грациозноста и уметничката истенченост на незините камења не може да се сретнат кај ниедна друга тврдина. Мајсторот градител огромните мермерни столбови ги изработил така што тие представуваат не баре извајан гипс. Оваа висока и јака тврдина, изградена во петоаглеста форма, се наоѓа во центарот на градот, а незините околни зидини се високи и до 50 аршини. Обкружена е со 70 кули. Има 3 железни порти отворени кон кибла, при чиишто влезови се наоѓаат бројни чувари. Истите врати се украсени со разновидни оружја. Тврдината нема никакви пречки за своје одржување и заштита. Изградена е на исклучително високи карпи, од каде се пружа убав поглед кон целата околина.